Се наоѓаме во Мариово и присуствуваме на 33-та Мариовско-мегленска културна средба. Целта на Сдруженијето за одржување на овие средби е врски да се створат помеѓу раселените мариовци и мегленци. За да дојдеме до 33-та Мариовско-мегленска културна средба, му благодариме на донаторите, Министерството за култура на Република Македонија и локалната самоуправа на општина Прилеп, а пред се на господинот градоначалник Ристески и на раководителот за култура Ристеска Снежана. Извршниот одбор како колективно раководно тело на Сдруженијето се зафати со пофундаментална и поограничена програма, почна со организирање и на меѓусебни и научни и стручни средби од повисок ранг. Така да имаме резултати од тие научни собири и издадено доста книги, односно доста зборници. Покрај овие цели и задачи на Сдруженијето, имаме и задача да го негираме наследното културно наследство, фолклорното и културното наследство на овие региони и затоа ги продолжуваме, овие стана традиционални овие средби. Сдруженијето не е задоволно од постигнатите резултати, затоа што никогаш не е доста. Меѓутоа, во иднина имаме и други цели и задачи кои стојат пред нас. Мислиме дека со подобри донации и со подобри услови за работа, Сдруженијето ќе постигне резултати и на меѓународен и меѓуграничен регион. Например, сакаме и сонуваме за едни средби во Меглен, средби во диаспората, средби со други здруженија кои што одгледуваат исти вакви дејности како и ние и така натаму. Мариовско-мегленските средби представуваат една од бројните манифестации културни кои се случуваат поддржани од општина Прилеп. Целта на ова манифестација е промоција на Мариово во Македонија и пошироко, со цел луѓето од Прилеп, од другите градови, од регионот да се запознаат со убавините на овој крај, со неговата богата традиција, култура и историја. Тоа успеаваме да направиме присуството тука на повеќе стотици луѓе од цела Македонија, укажува дека навистина го сакаат луѓето Мариово. Меѓутоа не е само Мариовско-мегленски средби, ние организираме тука и други настани кои што се случуваат, како што е Мариовска тура со велосипеди, исто така джип турата во Мариово, голем број на излетнички екскурзии, планинарење и така натаму. И тоа уште не е доволно за промоција на овој крај, треба да работиме и на други форми кои што овој крај би го презентирале на македонската и севкупната јавност како еден од најчистите еколошки региони, токму погодни за развој на тој селски, културен, алтернативен туризам. Овие мегленски средби се одржува многу години, али ние учествуваме негде околу 17 години и толку сме воодушевени затоа што имаме толку афирмација на убавото Мариово. Јас сум и тука родена, али не сум замислувала дека може на ваков начин да дојди во Мариово овие фолклорни групи, овие мариовски носи, наново да се вратат во Мариово, да се вида во овај убав манастир, толку ни бив убав, некогаш како деца не носиле нашите мајки, а сега го гледам овој прекрасен прилепски народ, сите кои селени, кои прилепчани, од сите места дојдени, значи вистина е големо чувството. Јас како председателка на организацијата, дури можам и дури моите сили се, јас нема да ги оставам овие мегленски средби без наше учество и без да учествувам на овие прекрасни денови. Јас сеј дека јас сум роден од исто Мариово, кај да речко Мариово Кавадар, едно галиште, ама кај нас нема ни една педа ваква земја убава како што е тука, да ти кажам. Најубаво е
вие дел Мариовски. Прилепски дел најубаво што може да постои. Митолиште беше секогаш прво од прилика село во поглед на останатите села, затоа што во Митолиште во тоа време имаше и училиште основно, и амбуланта, и она стоматолог, како го вела, и менза за вработените од Црнбор и така натаму. Нема шанса. Нема шанса затоа што се што е тргнато на некој не му е услово за да дојде. Не може и децава, нема кај да ги прати. Сега ако подите село, ќе видите училиштето 8 оделение, јас во 8 оделение 24 деца завршивме, 68 година. Така и јас секогаш се навраќам на корените, секогаш доаѓам во овој крај, мојот татко ја обнови куќата, ги обнови огништата каде што растел како дете и така. И секако дека е убаво да се посетат родните краеви, па здравиот Господ никогаш не се знае и човек да се врати на родните огништа. Секако дека доколку има некаков развој на овој крај, во смисол на урбанизам, во смисол на локална самоуправа, градинки, училиште и така натаму, секако дека јас не само јас, него многу млади би се вратиле во овој крај, би ги вратиле своите семејства и мислам дека на тој начин би го развиле уште повеќе овој крај, Мариовскиот крај. Јас сум родена во село Дуње, тука сум растела до 16 години. Сега сум вратена во Дуње 10 години откако се пензионирав. Како е во Дуње сега таму? Мене ми е убаво. За мои 76 години јас си се подмладив, добра сум, си имам стока, се имам. Во Дуње колку луѓе има? Има преку 40 души, ама во летен период има повеќе, затоа што сега садат тутун, садат други работи, вода имаме, обезбедени сме со вода. И многу луѓето сакаат да си заработат за децата. А ова носија, што ја носите? Ова јас ја купив уште кога бев девојче. Малце ми е тесничка, ама добра, нели? Така дојдов и јас да учествувам како Мариовка, како родена во овој крај. Многу прошетав, секаде пак тука си се вратив. Леле, мајко, леле, стара мајко, што ме роди, мајко Мариово. Јас сум мајко, права Мариовка, сон си сонив, сонце да извеза. Моето општо задоволство од импозантниот број на локалната самоуправа при општина Прилеп. Нарочито на градоначалникот господин Марио Рисески и Снежана Рисеска. Мариовско-мегленските средби се еден од на Балканот. Значи, навистина интересно е да се посети овај крај. Мене ми е жал што некогаш кога правам муабет има и од прилепчани кои не го посетили. Граници за љубовта. Граници во мене за тебе. И имаме допир со стручни и научни работници. Има во светот земји, блескаат во сјај. А Кале Шангја нема кому да ја продава својата личоти. Отпазува вади пожолтена слика. Празникот во мај, ќе доаѓаш пак, кажи му гордо, Мариово,